Антикризните мерки кои ги понуди вице-премиерот бидејќи за ранливите категории пензионери најде на уште поголемо незадоволство кај граѓаните од третата доба. Денеска повторно на улица, штипските пензионери потенцираа дека парите за антикризни мерки се всушност нивните пари кои им се скратени со последното покачување на пензиите од 5,3%. Тоа се, да ви кажам однапред, нашите пари кои ги скратија со покачувањето. Наместо 6,8 беа 5,3. Сега, масата пари од 1,5% на 336.000 пензионери, па процените. Тоа се тие пари што тој сега ќе ги даде како антикризни мерки. До 14.000 денари пензија, една сума. До 16.000 втора сума. До 19.000 трета сума. Што е ова? Да ги раздели пензионерите? Не. Пензионерите овој пат цврсто ке стоат на својот став. Дека од тие линеарно 5.000 денари одстапување нема. Нема отстапување. Од плоштадот Слобода во Штип, пензионерите едногласно потенцираа дека тие ќе го одлучат победникот на наредните избори. Повикаа уште еднаш да се разгледаат одлуките на влада. Оти со нивните примања не може да отидат до аптека, а не во Европската Унија. Затоа што тие ви се најголемата гласачка машинерија. 336.000 пензионери ќе си го стават прсто на главата и ќе видиме дали ќе излезат и ќе гласаат за вас. Тие ќе го дадат одговорот и тие ќе го кажат победникот. Аз ви уверувам дека наредните избори пензионерите ќе ги одлучат. Така е! Пензионерите! И тоа да кажеме на сите владетели до сега. Дека само пензионерите ќе одлучат кој ќе биде на власт или дали ќе има власт. И нека размислат малку владетели. Пензионерите револтирани уште еднаш покажаа дека месецот не може да се помине со денешните примања и ниски пензии за нив. До кога? Се за нас нема, за не има и 400 евра покачување од нова година. Нели ги срам, нели ги греота. И ние нели сме луѓе, нели сакаме ние да живееме. На шо личево направиене? Толку сме зимали ние плата, толку сме одвојувале за фондо и толку ќе зимеме пензија. Она така рече на медиумите, ја слуша. Како не е срам ние тука да се тресеме, да се нервираме и да се чудиме како да прекараме месецот. Од денешниот протест и денеска се повика на масовност со цел да се добијат барањата на пензионерите.